Добре дојдовте во уште една наша темелна анализа. Денес навлегуваме глабоко во животот и кариерата на една вистинска икона – Лепа Брена. Незиното име е синоним за музичката сцена на поранешна Југославија. Ова истражување, да напоменам, го подготвивме специјално врз основа на еден пакет материјали што ни го достави слушател. И имаме, навистина, како да кажам, шаренолик ситни извори пред нас. Има делови од Википедија, знаете, биографија, дискографија, па и филмовите, приказната за гранд продукција. Соопфатно. Да. Потоа, имаме увид во нејзината проценета финансиска вредност преку Celebrity Net Worth, што е интересно, па напис од Hello Magazine за некои понови бизнис интереси. И дури, ова е баш интригантно, дел од академски текст што нуди една подлабока културолошка анализа. Одлично, значи имаме и теоретска рамка. Точно. Нашата цел денес е да го склопиме тој мозаик. Лепа Брена, како стигна до врвот, како се менуваше незината музика, имиджот, што се крие за тој огромен деловен успех. И секако културното наследство. Да, и културното наследство, значењето, контроверзите. Сакаме да ги извлечеме клучните сознанија од сите овие различни материјали што ги имаме. И еве, само за да доловиме за какви размери зборуваме, на почеток, најпродаваниот женски изведувач од Југославија. Околу 40 милиони продадени плочи. Огромна бројка. Огромна. Концертот во Софија легендарен, пред 122.000 луѓе, слетување со хеликоптер или пак 31 распродаден концерт по ред во Дом синдиката во Белград. Неверојатно. Значи, таа не е само некаков спомен од минатото, туку и денес е моќна бизнисменка. Можеме ли можеби да почнеме со историскиот контекст, кога таа се појавува? Апсолутно. За да го разбереме феноменот Брена, мора да се вратиме во раните 80-ти во Југославија. Земјата се уште функционираше како целина, нели? Ама веќе се чувствуваа некои промени во воздухот. И токму во таа клима се појавува Фахрета Јахич со нешто што беше навистина ново, спој на фолкзвук, но со многу јаки поп елементи. Да, тоа е интересно. Некои извори дури ја посочуваат како едно од зачетниците на она што подоцна стана познато како турбофолк. Тој стил што комбинира традиционални балкански мелодии со модерни поп и денс ритмови. И клучно е, мислам, што таа е една од последните вистински големи југословенски звезди пред земјата да почне да се распаѓа. Ајде да почнеме баш од самиот старт. Значи, родена како Фахрета Јахич во Тузла, расте во Брчко, босанско-муслиманско семејство. Кариерата ѝ почнува во 1980-та со бендот Лира Шоу. Како од таму се стигнува до југословенска слава? Почетокот е интересен. Според некои анекдоти, таа влегува во Лира Шоу речиси случајно како замена. Сашо Поповиќ, кој беше клучна фигура во бендот, кој подоцна стана Сладки грех. Да, Сладки грех. Првично бил малку резервиран, ама многу брзо ја препознава нејзината енергија, харизма, талент. Пресвртницата, она што навистина ја лансира, е настапот во многу популарната ТВ емисија на Милован Илич Минимакс. Минимакс. Тоа беше институција. Токму така. Тоа беше катапулт. Веднаш потоа, во 1982, бум, излегуваат два албума, Чачак Чачак и Миле воли диско. Миле воли диско, па Дуги ноге, песни што, мислам, сите ги знаеме, дел од колективната меморија. Во овој период, покрај бендот, важни се и композиторот Милутин Поповиќ Захар, нели, и менаџерот Владимир Цветковиќ. Да. Тие се клучни во таа рана фаза. Но веќе следната година, 83-та, таа прави нешто прилично неочекувано. Се појавува на Југовизија. Да, со песната Ситније циле. Ситније. И тоа, леле, каква бура предизвика. Можам да замислам. Југовизија беше фестивал кој негуваше главно поп-звук, традиционален шлагер, а тие доаѓаат со таа фолк-поп естетика, енергија. Иако не победија, самиот настап беше, како да кажам,
Гениален маркетиншки потек. Да, привлече внимание. Огромно внимание. Предизвика дебата нормално, ама уште повеќе ја зацврсти нејината популарност низ цела Југославија. Покажа дека е сила која ги поместува границите, ги менува правилата. И набрзо потоа, во 1984-та, доаѓа до нова фаза. Се спомнува менаџерот Рака Џокиќ. Материјалите укажуваат на промена на имиџот, на звукот. Албумот Бато Бато некако го означува тој пресврт. Така. Апсолутно. Тоа е периодот кога Брена станува мегазвезда. Ама мегазвезда во вистинска смисла на зборот. Нејзината популарност експлодира. Ги спомнавме веќе Софија, Дом синдиката. Да, ама тука е и концертот во Темишвар, Романија, пред 65.000 луѓе. Значи тоа веќе не беа само обични концерти, тоа беа настани. Обштествени настани, речи си. Токму така, настани кои ги надминуваа музичките рамки. Тие беа доказ за незината неверојатна способност да обедини огромни маси луѓе од различни средини, различни републики. Создаваше некое чувство на заедништво, можеби и бегство од секојдневието, кое полека стануваше покомплицирано. И токму среде тој врв во 85-та ја снима песната Живела Југославија со Мирослав Илич. Тоа е прилично, директна политичка порака за тоа време. Дали оваа песна дефинитивно ја претвори во символ на југословенството? Во голема мера да. Во време кога тие центрифугални сили во земјата полека, но сигурно се засилуваа, таа песна беше една отворена, недвосмислена подршка за единството. И самата Брена, како бошњачка која живее, работи во Белград, пее на екавица, таа стана некако живо олицетворение на таа југословенска идеја. Подоцна, секако, стана и символ на југоносталгијата. Да, тоа комплексно чувство. Точно. Комплексно чувство на копнеш по минатото. Не само по државата како таква, туку и по одреден начин на живот, културен простор, сигурност. А нејзиното влијание оди и надвор од музиката. Трилогијата филмови Ајде да се сакаме, 87-ма, 89-та, 90-та, беше огромен хит. Што ги направи толку успешни тие филмови? Тие филмови беа совршен спој. Комедија, музика, промоција на Брена како звезда, ама и на самата Југославија. Да, тоа го забележа во изворите. Глумеа и големи југословенски актери Бата Живоиновиќ, Драгомир Бидра Бојанич, тоа им даде додатна тежина, привлечност. Снимани беа на многу атрактивни локации низ целата земја, од Јадранскиот брег до планинските центри. Функционира и како своевидна туристичка разгледница на Југославија. Паметно. А и приказната беше лесна, забавна, музиката беше тука, плюс секој филм беше пропратен со албум со нови хитови, значи комплетен пакет. Изворите споменуваат дека токму на снимањето на еден од тие филмови го запознала и идниот сопруг, тенисерот Слободен Боба Живоиновиќ. Да, така се наведува. И од тој период е и песната Југословенка, уште еден таков символичен потек, нели? Точно. Песната Југословенка е од 1989-та, снимена е со Даниел Поповиќ од Хрватска, Владо Калембер исто така и Ален Исламовиќ од Босна и Херцеговина. Значи, повторно репрезентација на цела Југославија. Повторно тој избор што ја нагласува таа пан-југословенска димензија. Овие потези, дали биле сосема свесни или интуитивни, постојано ја градеа незината слика како фигура што обединува, што е над поделбите. Имаме еден академски текст кој нуди и малку подлабок увид во незиниот имидж од тоа време. Ја опишува како бајка југословенско девојче кое може да биде се, ама укажува и на некоја комплексност во незините прикази. Да, таа анализа е навистина интересна. Се истакнува како таа во спотовите во настапите истовремено била и спортистка, и заводничка, и другарка, и некаква хероина. Се спомнува спотот за Сањам каде е акциона хероина во компјутерска игра, или Чувала ме мама, кој некои го толкуваат како рана форма на женска моќ. Протофеминизам, можеби? Да, во некој контекст. Но се анализира и контроверзниот спот за песната Робиња, снимен во Истанбул. Што е контроверзното или комплексното во Робиња? Што вели анализата? Академската анализа укажува на употребата на ориентализам,
тие стереотипни прикази на истокот што беа чести во западната култура. Брена е прикажана како робинка што може да се чита како метафора за починетост, женска починетост. Аха. Но интересно, текстот остава простори за друго читање, можеби како суптилна критика на патриархатот, иронија, кој знае. Она што е важно е таа повеќе слојност. Да, не е едноставно. И се додава дека, иако била идол и за децата, нели жива барбика, некои песни и настапи имали и посуптилни сексуални конотации. Значи, оваа комплексност е дел од она што ја прави толку трајна и фасцинантна фигура. И потоа доаѓаат 90-тите, распадот на Југославија, крајот на соработката со Сладки грех. Како таа се снаоѓа во тие нови тешки околности како соло артист? Па, изненадувачки добро, со оглед на сите турбуленции. Јасно, војната ја прекина таа нејзина апсолутна доминација на целиот поранешен југословенски пазар, ама таа остана исклучително популарна во Србија и во делови од регионот. Албумите од 90-тите, како Ја немам други дом од 93-та, Да, тој беше многу емотивен. и Луда за тобом од 96-та, донесоа големи хитови. Ти си мој грех со тој спот со египетска тематика, па насловната Луда за тобом, која беше адаптација на грчка песна и стана огромен хит. Да, се сеќавам. Покажа дека нејзината моќ како изведувач, нејзината врска со публиката не исчезнала. И тој концерт на Ташмајдан во 94-та пред 35.000 луѓе, по силен дожд, тоа го потврдува. И токму во тој период таа покажува и еден извонреден деловен инстинкт, нели? Во 1998-та, заедно со Саша Поповиќ и сопругот Слободан Живојиновиќ, ја основаат Грант продукција. Што беше клучот за успехот на Грант? Како станаа толку големи? Грант продукција беше, како да кажам, совршено темпирана и позиционирана за тоа ново време. Тие ја разбраа огромната моќ на телевизијата во тој пост-југословенски простор и создадоа цела медиумска машинерија околу своите изведувачи. Значи не само издаваштво. Никако. Емисиите како Грант Парада, па потоцe особено Звездите на Грант, стана апсолутни феномени. Тие создадоа нова генерација на звезди и буквално доминираа на музичката сцена на Балканот со години. Да, Звездите на Грант беа насакаде. Тие не продаваа само музика, продаваа цел пакет ТВ присуство, настапи, медиумска покриеност. Беше тоа многу паметен и успешен деловен модел за тоа време. Толку паметен што, како што читаме во изворите, во 2019 година го продаваат својот мнозински удел за огромна сума. Се спомнуваат 30 милиони евра. Импресивна бројка, да. Ума сви како има влијание врз нејзината финансиска состојба, Celebrity Net Worth ја проценува на околу 25 милиони долари. Но таа не застанува тука со бизнисот. Не, очигледно тој предприемачки дух е многу силен кај неа. Написот во Hello Magazine од пред неколку години ги спомнуваше плановите за отворање винарија во близина на Сремска Митровица. Аха, винарија? Интересно. А во 2022 го лансираше и собствениот бренд за чорапи Lady B. Значи, ова покажува една способност за диверзификација, за препознавање нови деловни можности дури и по завршувањето на оној најинтензивен дел од музичката кариера. Да се вратиме малку на музиката во последните, да рекеме, 2 децении. Имаше повеќе албуми, Уѓи слободно од 2008, Зачарани круг од 2011, па еден интересен албум со изворни ново компонирани народни песни во 2013 кој го посвети на мајка ѝ. И последниот студиски Зар е важна, дал се пева или пјева од 2018. Што ни кажува ова за нејзината понова музичка фаза? Се уште е активна. Па покажува дека таа се уште има потреба да создава, да комуницира со публиката преку музика. Може да и комерцијалниот успех не е на она ниво од 80-тите, што и сосема очекувано и нормално, но таа продолжува да снима, да одржува големи турнеи. Да, имаше светска турнеја. Точно. Светската турнеја, поврзана со албумот од 2018-та, траеше неколку години. А и моменталната турнеја низ Босна и Херцеговина, Имам песму да вам певам, и тие распродадени концерти во Загреб што се најавени, сето тоа покажува дека низината публика е се уште тука, верна е,
Тоа е доказ за една неверојатна долговечност во овој бизнис. Се разбира, зад целиот тој сјај на рефлекторите, милионските тиражи, успехот, се одвиваше и еден многу комплексен приватен живот, кој често беше испреплетен со нејзината јавна личност и па не беше поштеден од големи предизвици и трауми. Венчавката со Боба Живојонивиќ во 91-та беше настан на годината медиумски спектакл. Апсолутно. Тоа беше огромна вест. Имаа 2 сина, Стефан и Виктор. Брена е исто така многу блиска со посинокот Филип и неговото семејство со снаата Александра Приовиќ. Да, често се заедно. Но приватниот живот беше обележан и со една огромна страшна траума. Киднапирањето на синот Стефан во 2000 година. Тоа беше навистина шокантен настан. Се наведува дека за тоа стоел озлогласениот земунски клан. Ужасно искуство. Ужасно. Материјалите наведуваат дека платиле откуп од 2,5 милиони тогашни германски марки за да го слободат. Таа и самата зборувала отворено за долготрајните последици од таа траума врз целото семејство. Покрај тоа, изворите ги бележат и загубата на незините родители. Таткото во 2010-та, мајката во 2014-та. Како и неколку сериозни здравствени проблеми низ годините, проблеми со венска тромбоза, па скршеници на рацете. Навистина импресивно како и покрај сето тоа, таа останува толку активна и присутна. Да, таа нејзина издржливост е навистина забележителна. И овие неодамнешни појавувања, тој Red Bull Sound Clash дуел со помладата звезда Сенида, Да, тоа беше интересно. пак гостувањата на концертите на снаата Александра Приовиќ, кои станаа вирални хитови на социјалните мрежи, сопствените големи концерти кои се уште ги полни, па дури и насловната на Vogue Адрија неодамна. Прв музичар на насловна, мислам. Точно. Сето тоа покажува дека таа не е само некаква легенда од минатото, туку се уште е активен, релевантен играч на културната сцена. Умее да се поврзи со новите генерации, што е посебен талент. И сега не можеме да ја заобиколиме ни темата за контроверзите. Бидејќи и тие се дел од незината јавна слика, особено оние што се поврзани со распадот на Југославија и војната. Да, тоа е веројатно најчувствителниот дел од целата приказна. Како бошњачка која изгради огромна кариера во Белград, беше во брак со србин, пееше најкавица, таа беше некако идеална мета за напади и шпекулации од сите страни во тоа време на зовриен национализам. Изворите споменуваат дека имало тврдења дека го сменила името, дека ја сменила верата, што таа секогаш остро го негирала, истакнувајќи ја гордоста на своето муслиманско потекло и родителите. И често се само идентификувала како југословенка или подоцна југоносталгичарка. А најсериозните обвинувања, оние што оставија најдлабока трага, се поврзани со оние фотографии во униформа, наводно направени во Брчко во 1993 за време на војната во Босна. Ова доведе и до протести пред незините концерти години подоцна, нели? Да. Тоа е многу деликатна тема и важно е тука прецизно да ги пренесеме информациите од достапните извори, представувајќи ги различните наративи без ние да заземаме страна. Обвинувањата деа дека носела униформа на војската на Република Српска и со тоа, наводно, дала поддршка на една од завојуваните страни во незиниот роден крај, Брчко, кој беше тешко погоден од војната. И тоа предизвика силни реакции. Многу силни реакции и протести, особено пред концертите во Сараево и Загреб во 2009 година. Од друга страна, објаснувањето кое Брена го дала, како што е пренесено во дел од материјалите што ги имаме, е дека таа униформа била всушност костим. Костим од снимањето на спотот за песната Тамба Ламба. Аха. За филмот Ајде да се сакаме 3, кој филм излезе во 1990-та, значи пред почетокот на војната во Босна. Таа исто така навела дека во Брчко отишла во 93-та во сосема друга мисија да ги излече своите родители кои биле таму и биле во опасност. Значи, две сосема различни приказни. Токму така. Ова останува една болна точка и е пример за тоа како јавните личности, особено од тој калибар, можат да бидат вовлечени, сакале или не, во многу сложени и трагични политички конфликти на Балканот и како нивните постапки се толкуваат различно низ призмата на националните наративи.
Навистина, една комплексна приказна со многу слоеви. Кога ќе сумираме се што поминавме денес, што се издвојува како најважно? Гледаме една неверојатна траекторија, од млада пејачка со заразни фолк-поп хитови, преку символ на една држава што исчезнуваше, филмска звезда, до трајна музичка сила и, ова е клучно, исклучително успешна бизнисменка. Таа нејзина способност да обстои низ децении, да се трансформира, да се справи со огромна слава, ама и со лични трагедии, со јавни контроверзи. Тоа е фасцинантно. Токму така. Лепа Брена не е само пејачка, таа е култовен феномен. Таа ја одделотворува и таа идеја за Југославија, за некое заедништво, но ги носи и сите лузни и комплексни последици од незиниот распад. Незината приспособливост е клучна. Да, таа адаптација. Од музички стилови, преку медиуми, музика, филм, телевизија, па се до тие многу успешни деловни потфатии како гранд продукција, кои дојдоа откако нејзината пејачка слава реално го достигна својот зенит. Тоа покажува една ретка комбинација на уметнички талент, харизма, ама и многу силна деловна остроумност. Успеа да остане релевантна во сосема различни општествени и медиумски пейзажи. Тоа е навистина реткост. И може би за крај една мисла што ќе потикне на размислување кај нашите слушатели. Кога ја гледаме целата ова еволуција од Миле воли диско до гранд, до планови за винарија, насловна на Вог, што ни кажува приказната на Лепа Брена за самата природа на славата и влијанието на овие простори. Како иконите како неа успеваат не само да траат, туку и постојано да се реинвентираат низ толку различни, често пати многу бурни епохи и притоа да ја задржат својата моќ и своето значење. Ви благодариме што не следевте во оваа детална анализа.